вчера во работната група ВМРО има предложено закон за практично за легализирање на владините реклами, кои што моментално се под мораториум, и сакаме ние како две организации за НМ и синдикатот да го кажеме нашиот став во врска со тој закон. Законот на ВМРО ДПМН за владините реклами, предложен на работната група, представува брутален напад врз независноста на медиумите. Со законот се прави упад врз мисијата, финансирањето и уредувачката политика на медиумите. Предлогот ја убива смислата на постоењето на медиумите во едно демократско општество, да информираат навремено, критички да обсервираат реалноста и да потекна дебата за прашања од јавен интерес. ВМРО ДПМН за јавен интерес ја прогласува секоја активност на владата и на јавните институции, тековни и идни активности на владата, цели и очекувања на владини политики, проекти и активности на владата, законски измени и фискални политики. Тоа во превод значи со јавни пари да продолжи и да се засили промоцијата на партиската програма. Со овој закон власта со пари на граѓаните планира да ја легализира, прошири и надгради корупцијата во медиумите со цел да ги контролира и да ја задуши секоја критика во медиумите. Ако владата сака да им помогне на медиумите, ЗНМ и ССНМ имаат предложен концепт за субвенционирање на медиумите. Ги повикуваме СДСМ, ДУИ и ДПА, како и Европската унија и Соединетите Американски држави, категорично да го отфрлат ваквиот предлог на ВМРО ДПМН и одлучно да се заложат за идеите на посредникот Питер Ван Хојте како системско решение кое создава услови за слободни медиуми. Изјавата која прочита Насер е заедничка изјава зад која стои и синдикатот на новинарите и медиумските работници. Ние нашето мислење ќе го доставиме до сите страни во преговорите. Она што генерално можам да кажам, дека е жално што воопшто доаѓаме во ситуација вакви апсурдни и небулозни предлози да мораме да разгледуваме како сериозни. Можни се две објаснувања, или станува збор за купување време и за да остане статус кво, за да се спречат системските промени кои што ги предлага посредникот Ван Хојте, зад кој ние како и ЗНМ апсолутно стоиме. Или станува збор за ловоматно во ова ненормално време да се протнат и да се легализират и да се надградат практиките кои де факто и веќе ги имаме во медиумската сфера и на кои што жртвата е слободата на изразувањето, новинарството како професија и демократските процеси во оваа земја. Тоа само го покажува односот на предлагачот, тој што го предложил, кон поимот кон суштината на новинарството. Они новинарството и медиумите ги сметаат за изборен плен. Јавниот интерес е партиски интерес, за тоа Насер пред малку зборуваше. Во тој контекст изборувам дека е жално што апсурдни предлози сме принудени сериозно да разгледуваме и да им одговараме. За да биде тоа појасно на јавноста, што значи тој предлог, јас ќе употребам паралела. Тоа е исто како да со закон пропишете операциите да ги водат, да ги извршуваат хирург ВМРО и хирург СДСМ. Тоа е исто. Значи, тоа не е партизација на професионалноста. Тоа е само партиско делување и пропаганда. Тоа нема никаква заедничка врска со новинарството како професија.